Почитувани, младите на председателските избори кои престојат се спремни да ги казнат политиките на СДС и Зоран Заев, затоа што младите се жртви на лагите и погубните политики на оваа ненародна и антидржавна власт. Ветуваа се и се што. Ветуваа дека ќе се цени квалитетот при вработување, ветуваа дека сите ќе имаат еднакви можности, дека ќе ја подобрат економијата, бизнис климата, ќе отворат нови работни места, ќе реализираат мерки за млади. За сега ништо од ветеното. Освен непотизам и вработување на истакнати партиски војници на државно, не мрднаа со прст нешто да променат за сите нас. Кога на истиот Зоран Заев му требаа гласовите од нас младите, студентите, средношколците со право на глас за да дојде на власт, ветуваше брда и долини, за на крај да бидеме ставени на маргините во општеството без никаква грижа. Студентските домови се распаѓаат, условите за живот стануваат се полоши и полоши. Сведочиме на слики од оброци во кои може да се најдат бубачки, отпушоци од цигари, но не и нормално јадење за еден македонски студент. Гледаме слики како паѓаат таваните во студентските домови, а одговорните лица тераат кампања за Стево Пендаровски наместо да работат. Во Прилеп не донесоа ниту една, ама баш ниту една инвестиција. И наместо да ја замајуваат јавноста дека 2018 година била рекордна година по бројот на странски инвестиции, нека излезат и нека кажат само една фабрика која ја отворија во нивно време во Прилеп. Ветуваа 500 евра плата, ветуваа 100.000 денари плата за докторите, поддршка од бизнис секторот, за на крај овие 500 евра плата да станат достижни само за истакнати партиски војници од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Додека пак младите доктори остануваат со поништени специализации, при што се приморани да ја бараат својата екзистенција во странство. Ги повикуваме сите млади да погледнат околу себе. Изостануваат инвестициите во училиштата. Нема нови спортски сали, нови игралишта, мултифункционални терени, тениски игралишта, нов театар. Нема спортско-рекреативен центар во салата Македонија, затворен базен. Она што ќе го слушаме од локалната власт е некаква веќе видена кереторика за купување време, додека она кое го имаат на располагање залудно го трошат. Колку за подсетување, во време на ВМРО ДПМН се реновираа блокови од студентските домови, се набавија машини за перење и сушење алишта, стартуваше проектот за бесплатно патување на најдобрите студенти низ Европа. Редовно се спроведуваа платени курсеви за странски јазици, бизнис, предприемништво, компјутерски вештини, се реализираше проект за бесплатен железнички превоз за младите до 27 години. Младите добиваа ваучери за набавка на таблети и лаптопи, бесплатно посетуваа кина, театри и други културни манифестации и уште многу други проекти. Почитувани, сите ние сакаме светла иднина, европска иднина, но не е доволно само да се споменат низ пресконференции ЕУ и НАТО, а ништо да не се сработи. Затоа, ние младите масовно на овие председателски избори својот глас ќе го дадеме за професорката Гордана Силјановска-Давкова, затоа што во неа препознаваме иден председател кој ги разбира нашите потреби и проблеми, председател кој нуди решенија, председател кој со своето знаење и интегритет ќе го врати достоинството на младиот човек во Македонија. Придружете ни се, сите заедно да го започнеме падот на оваа неспособна власт. Само така Македонија ќе продолжи да чекори напред кон европското семејство. Ви благодарам.